Почитувани, енергетски картел при јавни набавки е нов скандал со фирми кои се поврзуваат со Сања Божиновска. Деталите ги објави еден релевантен медиум во земјава и покажуваат дека фирмите во кои биле дел и Божиновска имале пријави во македонските институции за незаконско работење и малверзации. Во 2014 година, во време на ВМРО ДПМН, Комисијата за заштита од конкуренција повела постапка за забранет договор, картел при јавни набавки и донела решение за казни. Ова, почитувани, е тоа решение. Фирми кои дел се поврзуваат и со Божиновска формирале енергетски картел со намера да ја диктираат цената на увозот на струјата на тендерот на Елем спроведен во 2012 година и да профитираат. И внимавајте, не се случило тоа еднаш. 11 пати биле прекршувањата. 11 пати. Па дали е ова нормално? Секако дека не е. За дел од овие фирми кои исклучиле картел и Царинската управа открила затајување данок во износ од 1,8 милиони евра. Ова, почитувани, е ВМРО-вска шема во енергетиката, како во мафијашки филм, со картели. Само наместо фавели има бел дворец. Уште не е затворен скандалот со долгот на Божиновска, гледаме дека има нов картел и малверзации. Молчи Мицковски, молчи Божиновска за долгот од 1 милион евра кон државната МЕПСО. Кој картел ги сврте 1 милион евра пари на граѓаните? Ова ли се тие менаџерски способности зашто Мицковски ја постави Божиновска за прв човек во енергетиката? СДСМ се сомнева дека преку слични шеми се планираат малверзации и заработки од страна на Мицковски и Божиновска и дека токму ова е причината за создавање на новото министерство. Токму ова ново министерство со кое управува сега Божиновска се посочува како можен извор на корупција од страна на институт кој со години ги следи токму овие области. Зошто Божиновска е министерка, мора да одговори Мицковски. Овде, почитувани, нема случајности. Ви благодарам.